Нас соговорник е господинот Петрески Видоја. Господине Видоја, може накратко да не запознаете со актуелните проблеми на селово? Па видите, актуелните проблеми не може човек да ги наброви, ако почне со ред. Кај нас, ние сме оштетени прво како високо ридско планинско село, едно, друго стратегичко место, две, трето, ние сме оштетени прво со енергетиката. Кај нас човек ако сакат да земе, не ако сакат, не сакат, може сакат, не може ни инкубатор да направи за прираз на живина на едно на друго. Електриката кај нас е ептем ненормална. Ако кварот е на пето село нас најбрзо ќе ни исклучат овде, после кој ќе се отклони кварот, ние ќе добиеме после 2 дена, па некој пата и 3 дена струја, електрична енергија. Како се снаоѓате во тоа време? Со лампи, со свечи или порано легнуеме, покасно стануеме. Со тоа ние штедиме. Чумбето порано мора да го запалиме, а ваке подоста ќе станеме, ќе запалиме покасно. Тоа е едно. Второ, со наводнување на површините на село наше. Ние ептен купански систем работи кај нас. Ние добиваме вода за вадење јули и август месец. А кај нас е вода потребна од 1 април па дури до октомбар месец. Тоа каде нас го немат. Борба водиме и мали, и големи, и стари, и млади, и све. Борба водиме некако да го облажиме тој пораз. Во никој случај не можеме да успеме. Трето, напомнавте за ова идејна акциона наша програма. Да. Овие услови ние што имам сега, ако имаме ние пред 30 години, пожаране можеше да брои дури 1000 члена. Зато прво ќе беше саобраќајот. Е прва точка. Саобраќајот и решава сите проблеми. И снабдевување, и лекарски помоќи, и едно, и друго, све. Али меѓутоа, тие услови ние добиме касно. Касно и добиме. Ради тоа можам да речам шумарството. Да. Шумарството. На собствени шуми 60-70 години ја плаќам порез. Данок на општеството и не сум ја газда за да можам да правам експлоатација на својата шума. Не сум газда. Не може. Дали е тоа во комплекс нивни или е во комплекс приватен, тоа не можеме да речеме, али ние сме со тие овие поглавни работи оштетени многу. Вршиме нашиот разговор, господине Крстевски. Дали имате нешто да дополните? Ја би сакал да кажам, поради овие постигнати работи што има ова село, имаме доста активисти што стварно се залагале и помагале, а најголемиот активист е господинот Деспот Алексовски во овие постигнување. Ниот дискутант, другарот Крстевски, како најголем активист, стварно ни е другарот Деспот Алексовски, со тоа луѓето и тера и им докажува секако еден е од најголемите пчелари во село Пожаране, а поготово Пожаране за пчели, за јемиш, градинарски култури. Све одговарат. И другарот постигнал најдобри резултати и секого му дават инструкции, помоќи ако треба, едно, друго, за да имат поголема организација во таа дејност. Уште еден проблем, сакам да речам, ние сме претежно увачари овде. Пласман немаме никаков. Ако треба да имам ја 1000, 2000 или 3000 круши за да ја продам, ја ќе морам да одам со кошој, со кошници по селата да ја продавам. Откупи никакви немат. Значи, локалните самоуправи и општествените организации, трговски или политички или каква биле, не вода сметка за селата. За селата не вода сметка ни малку. Јас толку.
Ви благодарам, господине Петриски. Па, И вас, господине Крстевски, за разговор. Благодарам.